Сите хумани кривопаланчани имаа можност да даруваат дел од својата крв на крводарителската акција која се спроведе во просториите на Домот на култура. Истата е во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, кој во текот на годината редовно организираат крводарителски акции во соработка со Општинската организација Црвен крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје. Во акцијата под мотото "Дарувај крв, спаси живот", меѓу првите крводарители беше и председателот на Општинскиот комитет Борче Стојчевски. Единствената цел на ваквите хумани настани е да се прати порака до луѓето да бидат хумани без оглед на политичката, верската или било каква друга припадност и без оглед кој стои зад организацијата на ваквите акции за крводарување. Има голем интерес, кој што гледате и самите, има над 20 присутни уште 9 часот при самото отварање на местото за дарување на крв. Значи имавме луѓе кои сака да дарат, кои се хумани. Овие денови ги повикавме со флаери, преко социјалните мрежи ги повикавме сите хумани кривопаланчани кои сака да дојдат да даруваат крв. Сепак тука се работи за животот, за здравието, не се работи за политичката, етничката или било каква припадност. Па еве ја за прв пат може да кажам да се пофалам, да не кажам, значи после дарување на крв, еве давам изјава на гледачите и сите да ги охрабриме дека ништо не е опасно тоа дарување на крв, се е нормален процес кој тоа е хумен процес на кој може да спасиме некој живот. Традиционално може кажеме дека партијата ВМРО ДПМНЕ организира 2 хуманитарни акции. Тие акции имаме одзив секогаш имаме над 60 единици крвни соберено крв. Се надеваме дека и оваа година ќе бидеме над таа норма. Последната беше 76. Граѓаните, како и секогаш, подготвени да пружат рака кога станува збор за нечие здравје или живот. Од најмлади до највозрасни се одзваа на третата крводарителска акција за годинава. По кој пат дарувате крв? 12 пат. Дали го правите ова за себе или да помогнете на... Да помогнеме да спасиме нечи живот. Ништо потоа страшно не... Нема ништо. Дури подобро е веројатно. Подобро. Стефан, по кој пат ти даруваш крв? По четврти пат дарувам крв. Колку години имаш? 18 и пол. Значи си почнал рано. Од 17 години. Кажи ми како се чувствуваш по дарувањето крв, проблеми некои? Нема проблем. Нема никакви. Го препорачуваш ова да Го преврачувам на сите.